Радио Слободна Македонија. Почитувани пријатели на Радио Слободна Македонија, добар ден во отвореното студио, отворено секогаш и за секого, особено за драги луѓе. Денеска тоа се Богдан Илиевски и Борис Дамовски од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Добар ден за двајцата. Добар ден. 41 ден од активностите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. За викендите вообичаено наоѓате алтернативен начин за привлекување на вниманието на оние кои можеби се уште се колебаат дека тоа што вие го правите е она што во моментов навистина е потребно на Македонија. Ќе прашам само каква е денешната агенда на иницијативата? Па денешната агенда е со замислена како не будење, меѓутоа подсетување на веќе разбудените из цела Македонија, ние во Скопје, секој во својот град, дека престојната недела е клучна, дека имаме многу важни, особено први 3 дена, сите 5 се важни, но првите 3 дена пред Велики четврток се исклучително важни денови во кои што мора да си го одбраниме собранието, најпросто кажано, бидејќи имаме и основана причина за сомнеш и најразноразни информации доаѓаат и видовме веќе обиди за преземање на акции конкретни за превеслување на деловникот на нормативите во според кој што функционира собранието и избор на председател по брза постапка, после што би следел и избор на влада. И читав ваше на интервју на лидерот на опозицијата утринава за некој бугарски портал или, не знам, неделник дадено, во кој што продолжува со... добро, веројатно на бугарите може да ги лаже, бидејќи не се во тек со се, нити па живеат во Македонија. Фала им што они не си направиле своја софиска платформа па да ја пуштат тука, но веројатно нив може да ги лаже дека нема веќе тиранска платформа, он презентирал програма за влада, имал право да го добие мандатот, etc. Ќе продолжи со неговите стандардни на кои што веќе се навикнавме практики, но и ние се навикнавме и на тоа да пружаме отпор секогаш кога треба, особено тогаш кога треба. И така верувам дека ќе бидат и наредните 3 дена, првите 3 дена од наредната недела, 7-ма недела од понеделник веќе почнуваме и дека ќе успееме во нашата битка и ќе извојуваме уште 3 многу важни победи. Борис, поврзано со она што сега зборуваше Бетмен ќе ту потребно се слободно. Вие сте јасно профилирано, автономно граѓанско движење кое настана како потреба на хаосот што го предизвика политиката. Мисля, како граѓанска иницијатива, предпоставам дека сте ослободени од стегите секогаш да бидете условно речено политички коректни. Забележав пред некој ден дека Богдан, а вчера чинам дека истото го рече и Дарко Мијалковски, отприлике значи, тоа беше порака до пратениците, како што сте влегле во собранието, така можете да бидете и сврлени. Ве прашувам, има ли реална подкрепа или причина користењето на ваков тврд и недвосмислен вокабулар или ваква тврда недвосмислена реторика? Како пратеници ние ги испративме, беше точната фраза. Добре, парафразирам. И ги избравме. И како граѓани имаме право да ги отповикаме. Начините на кои тоа го правиме се со огромно присуство на народ на улиците. Посебно пред собранието, каде што е, да речеме, Гордиевиот јазол во моментот за судбината на Македонија. Секако дека врие во народот, секоја втора забелешка, поздрав и вамо таму, кога влегуваме. Нашата намера не беше да се влезе во собранието или па да се прават други зафати. Чисто беше нашето присуство во што поголем број да укажат на пратениците во каква заблуда навлегува. Посебно со тиранската платформа, која што очигледно веќе станува дека не е ниту тиранска, ниту скопска, ниту македонска, а ниту албанска. Што се однесува до мотивацијата на луѓето,
за такви чекори е пред се во серијата на огромни лаги изречени од тие кои што сакаат да направат коалиција со албанските партии кои цврсто стојат зад, ајде сега условно, тиранската платформа. На секој начин се обидуваат да го скријат тоа ѓубре под тепих, меѓутоа тоа е толку големо што штрчи и секој може да го нагаси. Бројот на граѓаните кои секојдневно тоа го кажува на улица е доволен за како што за пратениците кои демократски беа избрани на избори оценети од сите релевантни оценувачи, да кажеме, како мирни и веродостојни. Меѓутоа, постизборната финта, тоест трик кој го направи СДСМ со прифаќањето на албанската платформа, тоест влегување во коалициски преговори кои што суштински навлегуваат во суверенитетот на Република Македонија, е само првата лага во низата понатамошни лаги. Програмата со која што искочи Заев да ја глорификува или па да ја оправда и испегла и пак зацкрие дека преговорите се зачнати само за тоа да има програма, а во таа програма беше изричито спомнато дека за сите прашања понатаму ќе решаваат експерти. Не ги знаеме ни тие експерти, нити знаеме од каде ќе дојдат, нити кои се, а од експерти... Сигурно ќе Бојан Маричич. Поздрав. И такви дебати кои што се однесуваат на уставните категории, како што е името, знамето, грбот, употребата на езиците и така натаму, да се прават од експерти, а не тоа да се решава демократски, се излишни. 2005 нас ни е ускратено најсветото демократско право, а тоа е со референдум да решаваме заклучните прашања во Македонија. Со законот 2005 забрането е да се распише референдум за нови избори. Тоа значи граѓаните се замолчени, како со крпа в уста, да не можат да ги искажат своите ставови, кои што, како што гледаме по овие протести, се масовни. Нема тука зацкриени, нема трик кој ќе ги излажа граѓаните. Посебно во ова време на се поголема информираност. Богдан, Борис зборуваше ја начина тиранската, албанската платформа, секако се нарекува. Македонија е мултиетничка држава и тоа е, предпоставувам, незиното мултиетничко општество, да, предпоставувам дека тоа е незиното богатство. Ова што сега се случува е обид таа мултиетничност да се замени со биетничност, со билингвалност. Ќе воднесам на кусо само во дело што спаѓа во она што се нарекува реал политика. Некој велат, па добро, ништо страшно, ако се спроведе се албанската платформа, нема само да има не велат ништо страшно ако не се спроведе. По истата логика. Точно и тоа држи. Значи некој вела дека ништо страшно и драматично нема да се случи ако се спроведе се албанската платформа. Прашањето ми е, гледате ли барем елементарна логика во преку една чиста етничка понуда, значи понуда наменета за една етничка заедница во Македонија да се успее да се зачува мултиетничоста на Македонија или во Македонија? Се разбира дека не. Затоа што понудата која доаѓа сега исто така не е базирана на никакви логички заклучоци изведени од некој си реален отворен проблем. Јас не сум видел ниту еден граѓанин на оваа држава, особено припадниците на албанскиот етнос во Македонија, да се горат од знамето кога ќе офатат дека им чади раката нешто, па дека мора да го смениме бидејќи не ги представува и нив. И ова се измислени проблеми од политички причини, од добро познати политички причини, да не ги објаснуваме по 1000 пати. И како такви се наметнати, знаете како, секој пат е лесно, на крај сведи го сето тоа на борба за човекови права, така почна и кариера Јали Ахмети и неговите
соработници по планините и потоа од терористи стана борци за човекови права и еве ги ден денес се борат за своите основни човекови права вон границите на она што беше договорено во Охрид кога си пуштивме рака и рековме нема веќе и ајде сега да идеме напред. И еве ви го доказот, како ви кажам, скоро 4 месеци после избори, да, море 4 како 3 нешто, 4 месеци после избори, ние не се занимаваме со канализацијата во Рачиново, како што некој тврдеше, нити па има протести за да се направи канализација во Рачиново, има други протести во Рачиново, а сите зборуваат за клучното прашање дали на денарите ќе имало 2 јазика или 5 јазика, а не дали ќе ги има повеќе самите денари, дали војската, армијата, не знам, нивните инсигнии ќе биле двојазични или не, и дали ќе отвориме дебата, при што тоа е исто како што спомна Борис, експерти ќе толкуваат дали нешто било уставно или не. Да сме отворили дебата за знамето, името, химната, грбот, нема зашто да отвориме дебата. Имаме утврдени државни символи, може да отвориме дебата, не знам, ако сакате за државниот грб, дали оној предлог кој што Дуи го блокираше пред неколку години е вреден повторно да го разгледуваме или не, црвениот лав на жолта основа. Меѓутоа, вака после изборно шверцање на уценувачка платформа не е прифатливо, просто не само што не е фер, налет, не е ни фер, ни логично, но како што гледаме 40 дена назад не е ни прифатливо и статусот нема да му биде променет на таквото оценување нити во наредната недела, нити во таа понеја, нити во таа понеја. Ако се договараме да бидеме другари, не мора да се сакаме, но треба да се почитуваме, тоа што има да се договараме во фер атмосфера, во фер услови, а не со закани и уцени, дека ако не ми ги исполниш моите максималистички барања, ти ќе си прекршуваш на човековите права и 3000 униформирани лица ќе бидат на границата, не знам, северна-западна или северо-западна, кои што треба да не плашат. Тие се нели бабарогите и ако ние не се сложиме, готово, крај на државата. Епа не се слагаме, ајде да видиме докаде ќе одиме со државата. Се договоривме пред малку ова емисија да биде малце поллајтерска, вие двајца да бидете, еве ќе речам, ВД музички уредници на радиово денеска. Што да слушнеме? Па се договоривме да бидеме поведри, ама сега Кармина Бурана сега. или како се викаше овој Вагнер, Болеро, Валкири. Никола од техника ќе знаеш. Сите клишеа да ги изнаредим. Радио Слободна Македонија. Добре дојдовте назад во отвореното студио на на Радио Слободна Македонија. Овде сме заедно со Борис Дамовски и Богдан Илиевски. Борис, веруваш ли дека има свест кај политичарите за државните интереси и таа свест ќе му даде евентуално предност на поривот или целта за доаѓање на власт по секоја цена? Знам. Не верувам. Нема да инсистирам тогаш. Не. Сосема е прашањето што секој од нас, тоа е прашање што секој од нас си го поставува кога размислува за работите. И ретко кога гледа одговор на тоа, позитивен одговор на тоа прашање. Голата борба за власт не базирана на било каква добробит за демократскиот аудиториум е гола амбиција. Бескорисна, себична и многу пати штетна. За мене партија која ќе извади слоган "Леп и правда за сите" и така ќе се однесува според него, би била идеален учесник во демократските процеси. Не постои идеална партија, постои само идеално гласачко тело, информирано, насочено и не манипулирано. Само такво гласачкото тело може да ја исправи политиката во Македонија. Ако изборниот систем кој моментално владее го стимулира растот на овие паша партии, каде што лидерот е неприкосновена и единствена асоциација кој луѓето имаат со партијата, не познавајќи ги многу другите
да речеме, учесници во политичките процеси од таа партија. Кога би се сменил системот и кога би се локализирала одговорноста на пратеник, не знам, советник во градско собрание, и кога тоа ќе стане повеќе по-персонализиран однос на гласачот и гласаниот, тогаш можеме и да се надеваме и на успех во некоја си неформална, меѓутоа психолошка реформа на гласачкиот систем. Богдан, мислам и двајцата не сте политичари, мака што во изминатиот период може да пробам. се изверзиравте, да, може во иднина и да се обидите. Да пробам, може да знам. Се изверзиравте, затоа не сакам да ве навлекувам на прашања кои што бараат чисто политички одговор, меѓутоа ме интересира, сметате ли дека разврската на криза, ви сега нагласувам, единствено може да се случи преку откажување од тиранската платформа, па да дојде еден ден кога и Заев и лидерите на албанските партии во Македонија ќе речат во ред. Не е моментот за реализација на албанската платформа, не е сега. Затоа реков единствено, затоа го нагласи тога дека единствено, дека сега не е моментот, дека сега не е моментот ниту за дебата за промена на името, знамето, химната, грбот и сите атрибути што ги има една таа коалиција, прекардашијанс. И сите атрибути што ги има една држава. Па и така личат на реалити шоу. Не, Акцентот ми беше на единствено. Јасно ми е вашето барање откажување од тиранската платформа за чувување на унитарност и така. Меѓутоа дали само откажувањето од тиранската платформа јасно, недвосмислено, без подметнување ќе биде решение на кризата. Сега Лазе ги ти прво, прости, сакам да ги поздравам сите кои што во моментов се во автомобили низ Скопје, знам дека се тргнати, не знам како е по другите градови низ Македонија. Збирните места беа булевар, спортски центар Јане Сандански и спортски центар Борис Трајковски. Едната група беше пред Ситимол, другата пред Капитол пред неколку минути. Фала ви, момци, девојки, што сте на улица и денески, се гледаме за, не знам, 20 минути пред собранието. Инаку, суштински е потребно е такво откажување. Зошто? Бидејќи еве, хипотетички се рецимо Заев или се вразуми или рече, не знам, некој го вразуми и рече добро, нема, се откажувам од тиранската платформа или па ќе идеме на избори, не знам, еден ден. Нема многу вајде од тоа ако целиот албански политички блок остане на истите позиции, бидејќи ние така сме се договорили дека ова држава ќе функционира со вклучување на партнерот на големото малцинство во Македонија. И за мене неворед, апсолутно неворед, доколку партнерот сака да ти смени знаме, химна, државен грб, и доколку не го чувствува за свој секој символ кој што представува оваа држава, при што тоа го прави чисто од инатливи причини или па од земен залет децениски поради таквата поставеност на картите на светската политичка сцена. Потребно е лидерите на албанските партии, на сите воопшто, но во конкретниот случај мислам на лидерите на албанските партии, бидејќи тие се качили на таа платформа, не ги турив јас таму, сами застанале. Потребно е да бидат навистина лидери и да размислуваат долгорочно за добрата иднина на оваа земја и на своите гласачи или граѓани, комши, фамилии, whatever, да размислуваат за нивното добро и да им кажат на своите луѓе кои што претходно ги измамиле дека за нив е најважно не канализацијата во Рачиново, туку двојазичноста на денарите, дека прекардашиле малку и дека не е во ред да се оценуваат така своите вековни комши со кои и носители на државноста на Република Македонија, македонците, кои што немаат друга држава за разлика од речиси сите останати балкански народи, дека ја претерале малку работата и дека можеме ние многу нормално да продолжиме да живееме и со ова знаме, и со оваа химна, и со овој државен грб, и со ваквиот дизајн на банкнотите на денарите, бидејќи целта ни е да ги има повеќе, а не да ги испишеме на 100 јазици. Нека нема ознаки на никој јазик. Верувам дека секој би сакал да ги поседува во поголем број отколку па на кој јазик ќе се напишани. И тука е оној трик, што лошо ако добро да, што лошо ако не.
На сите им е јасно дека се работи за класична уцена, затоа и реакциите, контрреакциите не се скоро и да ги нема. Не знам, некој ми рече пред некој ден не ги гледам овие шарени, па кај ќе ги гледаш? Нема аргументи сега. Кога велиш што лошо ако не, дали тоа значи дека сепак е потребна некаква дебата? Не. Не. Дебата во ретева, кога си дебатираме, ќе дебатираме на Јас сум радио, суеверен, мислам дека не треба да бидат во двојазични факултети, ќе парите. дебатираме на форуми, не знам каде, меѓутоа отворање на прашање на политичко ниво меѓу политички партнери не е дебата. Тоа е само друг збор за вовед во промена на нештото. Како што точно, како што и БРМ не е привремена референцата, а таа се вика привремена, нели? Како што ова се вика дебата. Привремената трае 20 и колку 4 години. И некој тоа го видел и го знае. И не ги трпи веќе обландите и таквиот политички говор во ракавици. Убаво кажа, не сме политичари и не сме обврзани да бидеме нити политички коректни, и ги ословуваме работите со вистинското име, бидејќи од неословување на работите со вистинското име денес доаѓаме во вакви абсурдни ситуации. Во ред, Богдан, ајде да продолжиме со уште малку музика во ваш избор. Ти ги спомна локациите од каде што тргнуваат возилата, каде Така е. ќе крстосуваат низ Скопје и низ Да, останатите градови во завршуваме пред Македонија. собрание, им се извинувам на сите останати кои што не се заинтересирани за нашата мисија, ама блокирано ќе ви е собрание едно половина час од кај 1 до кај 1,5. Тоа е тоа. Добре, ајде малку да им го лесниме денот на луѓето во автомобилите. Радио Слободна Македонија. Назад во студиото на Радио Слободна Македонија разговарам со Богдан Илиевски и Борис Дамовски од иницијативата за заедничка Македонија на 41-виот ден од протестите. Борис, ме интересира, како гледаш на тоа што СДСМ буквално ви има ставено на игнор, како секојдневно да нема 150, 200, 250 и луѓе низ улиците на Македонија кои имаат само едно барање, си сакаме унитарна република Македонија. Добра стратегија или немоќ или нешто трето? Немањето сенс да излазат, барем да се обратат, ако не веќе да излазат со нас и да подискутираат околу барањата кои нас не загрижуваат, укажува на тоа дека дале премногу ветувања кои што ако ги прекршат ќе биде поголема лага од оваа лага што ја тераат. Така да тоа е прашање на совест. Некам да навлегувам во спекулации што се и кому е ветено за да се случи ова. Меѓутоа повеќе од јасна е нивната поврзаност со немакедонски авторитети, да ги наречем. Повеќе од јасна е нивната поврзаност со немакедонски фондови, кои што ја помага агендата на СДСМ преку разноразни невладини, во наводници спонтани движења кои во конфузноста на своите барања предизвикува хаос. Многу подолго од овие маршови што ги имаме ние. 2 години веќе Македонија е во криза поради таквите моменти. Поврзаноста на тие странски фактори со овие абсурдни желби кои се далеку од можностите на една веќе би рекол навистина истрошена партија како што е СДСМ. Немањето на слух за основните разбирања на народот кој е секој ден на улица за да каже в лице дека ги прозрел лагите, нели? Не можам да кажам, не можам да дам квалификација. Или е фатен во стапица на своите ветувања, фатен во стапица на своите не знам, амбиции, од кои што нема излаз. Да, сосема за крај, затоа што двајца сте ангажирани веќе 40 дена, денеска е 41 ден, од овде треба да продолжите до собрание.
Не знам ова дали некој е прашал, се обично ги следам сите емисии, дебатни и ваши настапи, меѓутоа ме интересира, 41 ден ги предводите овие протестни маршеви на иницијативата за заедничка Македонија. Сте се соочили ли досега со притисоци од кој било, од каков било вид? Мислам на вас неколкумина, од кој препознавте потреба за постоење на оваа иницијатива? Притисоци, како ви кажам, се разбира дека имало, само во различна форма и со исти успех, неуспешни. Притисоци се и оние лажни вести кои што се појавуваат катадневно по интернет портали, обично врзани со лукративниот мистичен момент во протестите, не знам, сме земале по 10.000, по 100.000, па Да, меѓутоа ги пет. плаќаме луѓето на улица. Да, точно. Не И останува многу. автобусите, и сендвичите. Па во некоја варијанта 100.000 евра и стан, па некој земал 50.000 евра, но поголем стан, па не знам, мајка ми земала тендери, прабаба ми не знам и така натака и така натака. Тоа е еден вид на притисоци. Имаше обиди од неколку екселенции да стапат во поблизок контакт со нас. Меѓутоа, за среќа добро ги знаеме и културно знаеме да се заблагодариме. Она што го им успеало со многу други луѓе, некако не им успева. Само да На амбасадори, Само да, мислам, не, да... јасно ми дека на амбасадори само ме интересира дојде до контакт или воопшто не. Видете се, со дел од нив, ево јас лично изборам и се знам, тие си имаат своја мисија и агенда тука и често организирале средби на, не знам, твитерџи, например, односно луѓе кои што ги таргетираат и мислат дека може да се луѓе од влијание некакво. И потоа гледаат со кого може да работат, со кого не. Со оној со кој што може да работат, ќе му измислат проектче, не знам, секогаш подкрепено со овие суми кои што ги спомнав пред малку, меѓутоа вистински, а не Тоа се фиктивни, случува во измислени. овој период, Да, во изминативе 41 ден или претходно? Да, во изминативе 40 ден имало обиди за повторен контакт, инаку она што тие го прават со години. Обично работа со тие што не работат. Да, обично работа со тие што не работат. Добро кажано. И онак, завршено во брза постапка, како ви кажам. Добро, гледам дека одлично ви оди муаветот, изгледа двајца да сте земали иста сума, немате причина Да. за кауга. Или добро се лажеме меѓу себе. Или добро се Добро скрил по швајцарски банки. Ако, не знам. Сега Друловски седи дома, си ги брои Си ги тие брои. милионите. Поздрав, Игоре. Да, поздрав и за Игор, и за Теон Джинго, и за Елена Мисиркова, Елена и за ми е- Алек Русјаков. и за Алек Русјаков. Да, И почитувани. сите останати поддржувачи кои што секојдневно се со нас, со цело срце и душа и со сета своја енергија, им благодариме. Се гледаме пред собрание за 5 минути. Да, почитувани заедно со мене во студиото денеска беа Богдан Илиевски и Борис Дамовски од иницијативата за заедничка Македонија. Дечките се премногу ангажирани и затоа мислам дека е време да ги ослободам денеска. Ви благодарам. Радио Слободна Македонија.